Од ова што го видов, мислам дека гаранција за безбедност имаше. Чинам дека заштитени беа членовите на избирачкиот одбор, наблюдувачите, имаше дистанца и во ходниците. И она што ме изненади, пријатно е, кутијата беше речиси полна. Одвај го спуштив ливчевто, што значи дека народот е загрижен со право за сопственото здравје, но мислам и за здравјето на државата. Изборите се момент кога суверенитетот се враќа кај изворот, кај граѓаните, и јас сум убедена дека тие ќе донесат мудра одлука, како и секогаш во најтешките моменти во историјата за Македонија, за македонскиот народ, за македонската демократија и за европската иднина на Македонија. Што со договорот од Преспа по изборите, доколку, да кажеме, обновата за Македонија е во состојба да состави влада? Што ќе се случува натаму и кои се ставовите во однос на Преспанскиот договор? Па видете, самите знаете. Ако мислите, има повеќе начини да се врати измената на името во правната рамка. Ова што го кажувате вие би било врзано за мнозинството двотретинско, но има и други начини. Значи, важно, јас сум за политика во границите на правото. Кога и како таа политика ќе дојде на сцената, зависи од бројот на пратениците, зависи од Уставниот суд, зависи од меѓународните односи. Тоа е она што можам да го кажам. Инаку, реториката папагалска од типот ЕУ, НАТО, НАТО, ЕУ, проследена со балкански примитивизам, не води никаде. И мислам дека бројните повреди што се случуваат деновиве во врска со изборниот процес, исто така можат да фрлат сенка на она што постојано се повторува, уште денот, уште датумот и слично. И да не заборавиме, има држави кои имаат датум, па имаат сериозни проблеми, има држави кои се одамна во НАТО, ама се далеко од демократијата и Значи, јас сум за европска правна држава. Таа гарантира европеизација, а балканизацијата не е гарант. Европејците ви бараат промена на името? А така е, значи, тогаш тоа не се европски вредности. Тие не бараа ваква промена на името, бараа договор. А ако се откажете ви од правото на самоопределување и дозволите некој да ви подари име, тогаш имате сериозен проблем, бидејќи сте се откажале од нешто што е загарантирано за сите народи, па и за нашиот. Правото на самоопределување значи право да си одберете име, знаме, химна, политички систем. Ако важи за сите, треба да важи и за нас. Може ли да очекуваме малцинска влада во услови кога еден од партнерите во двете, да кажеме, македонски коалиции условуваше во дел од кампања? Јас не би можела да ви одговорам на тоа. Обично одлуката за малцинска влада зависи од оние другите кои го немаат најголемото мнозинство во парламентот, дали тоа ќе го одобрат, дали тоа ќе го прифатат. Иначе малцинска влада е познат феномен во компаративните политички системи, но не и кај